Мојата вечерашна гостинка го има можеби најсензуалниот вокал моментално на македонската музичка сцена. Се вреднува ли музичкиот потенцијал во земјава и што значи музички да се твори на ова парче земја? Вечерва во Трилинг разговарам со Агни Авшар. Добро вечер, многу ми е драго за поканата. Ексклузивна чест ми е што присуствувам и сум поканата на емисија од ваков калибар. Ми се допаѓа сетингот, друштвото во кое што се наоѓам. Вашето вистинско име е Лина, но последниве години го користите името Агни Авшар. Како се одлучивте на ваква животна одлука да го промените името Лина? Моето родено име е Лина Авшар, а одлучив да направам промена на името, само на името пред околку 3 години. Името ми го даде мојата учителка со која што работев тогаш јога и медитација. Името има многу длабока символика, како што знаете. На санскрит представува оган, односно бог на огнот, во една најповршна смисла, да кажеме. А во подлабоката символика се разбира дека несомнено поврзана со мојот карактер, можеби жестокоста на изведбата на сцена, а при тоа и емотивноста и сензуалноста на вокалот. Како се прави спојот помеѓу оганот кој што го кажувате, символиката на вашето име и она сензуалност која што ја покажувате на сцената? Можеби е спој помеѓу нешто што внатрешно го носам како карактер и многу музичка наобразба, многу инвестиција во себе, многу одговорно прифаќање на секоја задача и проект која што ми се зададени. Присутност на сцената, се трудам да бидам што е можно пофокусирана при секоја изведба, да не се изгубам себе си во процесот, а при тоа да ги задоволам потребите на публиката, на клиентот, можеби така. Имате дипломирано на катедрата за джез музика, но во вашето музицирање може да се испреплетат и етно варијанта и сол моментот. Што значи музички да се твори правец кој што не е приближен до комерцијалата и кој што не толку го дразни увото на македонскиот аудиториум? Има публика која што многу ја сака и слуша оваа музика, особено бев сведок за време на своите студии тука во Скопје, на Музичката академија во Скопје, дека стана едно време модерно да се слуша джез музика, да се посетуваат джез настани, па така некако се инкорпорираше таа прозападна музичка сцена и кај нас, а несомнено дека ќе се спои со она што е тукашно, односно македонскиот ритам и мелос кој што е многу автентичен. Вие сте една од ретките музичарки во земјава која достојно го следи својот музички пат и не подкликнува под оние предизвици на, ако може да се искористи таа терминологија, општествено прифатен. Што значи да се изоди тој пат и да се задржите на правецот на музицирање? Сметам дека треба многу да се работи на тоа да се пронајде автентичното јас и да се работи на тоа да секако дека ние сме растеле си доли, сме сакале да звучиме или да изгледаме како некој, но при тој процес да се препознае што е автентично кај секој еден од нас и да се бруси тој бисер, да речеме. Не сметам дека треба помалку да постои едното во смисла на комерцијална музика, да речеме, за повеќе да постои другото. Сметам дека се комплементарни, јас секогаш правам спој и фузија помеѓу едното и другото, бидејќи сметам дека тук во шаренилото е сладкоста на изведбата на некој начин. Она што е интересно за вашата музичка кариера е дека вие всушност дипломирате прво на филолошкиот факултет, меѓутоа по една турнеја која што имате со фолк джез ансамблот на македонско ромско творештво, вие се одлучувате да се запишете и да студирате музика. Кој е клучниот момент во промена на оваа животна одлука, на промена на овој кариерен пат, да кажеме? Музиката јас носам со себе уште од најмали години, бидејќи мајка ме запиша во нижото музичко училиште Илија Николовски Луј на 7 годишна возраст, каде што 8 години изучував пијано, солфеж и теорија на музика. Јазиците ги носам уште од претходно, бидејќи мајка ми е сега во пензија, нели нормално, но беше професор по англиски јазик, па ми ги принеса македонскиот и англискиот како мајчини јазици. Откако дипломирав на филолошкиот факултет, решив да се запишам на Музичката академија во Скопје, охрабрена од луѓето околу мене, бидејќи тоа беше
на некој начин и првата љубов моја. А јазиците беа многу комплементарни со она што сега го работам, односно вокалната изведба, бидејќи ми е многу полесно да изведувам на сите странски јазици, англиски, француски, португалски, шпански и така натак. Авшар, вие припаѓате на младата група на македонски вокали, моментално. Каков е ставот во однос на почитта на македонските таленти? Тука, колку Македонија се грижи за македонските млади таленти, музички? Како што се развива македонската сцена, односно колку што повеќе се трудат сите македонски изведувачи да личат се повеќе и повеќе на светската музичка сцена, што е по секој случај прогрес, толку повеќе и општеството на некој начин се труди да ги подкрепи, поддржи, да ги охрабри изведувачите. Тоа се гледа преку многу примери, дали е тоа финансиска поддршка, дали е тоа поддршка на социјалните медиуми, дали е тоа поддршка на емисии од ваков калибар, има поддршка. Македонското уво е многу префинето, пред се македонецот е многу талентиран музички, секој еден речиси, па знаат да препознаат квалитет и да го поддржат. Ви благодарам за вечерашното гостување во Трилинг. Фала ви многу.